Благодарам, почитувам председавач. Едноставно морав да се јавам за реплика, затоа што добив повторно уште една типична реакција од представник на Социјалдемократскиот сојуз, за жал од Радовиш. Значи, прво морате да расчистите со себе. Дали го поддржувате проектот или не го поддржувате? Дали сметате дека еден ваков проект е потребен за градот или не е потребен? Тоа е прво, значи треба да расчистите. Второ, морате да расчистите со себе. Дали градоначалникот е добар, затоа што еднаш го фалите, или кога викате локалната самоуправа ништо не прави и имало ваква онаква програма, тогаш дека градоначалникот е лош. Значи, вие толку сте контрадикторни, што човек едноставно не знае на моменти што да ви реплицира. Убаво што го пофаливте градоначалникот. Ајде ќе идеме од обратна насока. Знаете дека има квалитети, сте работеле во неговата фирма, тоа е добро, сте соработувале и двојцата сте добри стручњаци од енергетиката. И добро е што го пофаливте. И на мене ми е мило, еве нема да влезам во навредите и за градоначалникот и за локалната самоуправа. Добро е што го пофаливте и знаете дека ќе ги реализира проектите. Знаете дека има капацитет да го направи тоа. И тоа е за поздравување. Тоа што сакавте да излезете од матрицата и да навредете, сега тоа малку е скроз противно, меѓутоа еве ќе оставам без коментар. Затоа што крај краишта градоначалникот реализира сериозни проекти и до крајот на мандатот ќе имаме можност да анализираме, да проследираме што ветил, што направил. Јас сум убеден у капацитетите на градоначалникот на Радовиш дека се што е ветено ќе направи. Што се однесува до тоа што се пофаливте. Прво, морате да слушате малку за што се однесува амандманот. А зашто вие реплицирате? Значи, јас зборувам за Радовишка река. Вие ми зборете за река Сушица. Значи, тоа се две различни реки. Треба како радовишанец барем толку да знаете дека река Сушица е различна река од река Радовиш. Река Сушица се влева во Радовишка река и тоа е сосема различна проблематика. Тоа што го решавате вие во река Сушица е последица на катастрофалната поплава која однесе 90% од индустријската зона во Радовиш и направи невиден хаос и пустош. И реакцијата беше гасење на пожар. Затоа, поучени од минатото, поучени од такви примери, поучени од катастрофалната поплава на Радовиш, поучени од пороите кои секојдневно се случуваат во Радовиш, треба да го решиме проблемот на Радовишка река. Тоа е комплексен проблем кој изискува многу пари. 6 милиона евра се некаде ориентациони пари кои треба да го покријат проектот. Тоа се 6 мандати капитални инвестиции на инвестиционата програма на Радовиш. Значи, не треба ништо друго да правиме, само тоа. Тие пари едноставно Радовиш ги нема. Како што сите градови добиваат, редно е еднаш и Радовиш да добие помош од државата и да инвестираме во капитални инвестиции. И да го решиме конечно еднаш за секогаш проблемот со Радовишка река, кој е сериозен и после ќе биде залудно кога ќе се случи поплава да излеземе и да бараме виновници. Дали господинот Чаракчиев од Социјалдемократскиот сојуз рекол ова не треба да помине на парламентот. Затоа што од вашата дискусија јас добив печаток дека работите се во ред, дека таму нешто ситно фали, дека градоначалникот ветувал базенти и не знам што стази и дека немаме проблем со Радовишка река. Дали стоите на тај став? Значи, срамота е ако не знаете дека Радовишка река е сериозен проблем за Радовиш. Сериозен проблем се решава со сериозна капитална инвестиција. И затоа ви реков, час поскоро избори. Затоа што треба да дојде влада која ќе има сенс за вакви проекти. Ова е сериозен проблем кој е точно лоциран во Министерство за екологија. Затоа што представува и еколошки проблем, представува и опасност за градот и за населението во Радовиш. Ако така комплексно настапиме, тогаш сме на добриот пат. Меѓутоа, во најмала рака можете да преќутете.
оставате впечаток дека сте против проектот. Или во стилот на Социјалдемократскиот сојуз, таму каде што има ВМРО градоначалник, нема воопшто да инвестираме, еве вие си ги решавајте проблемите. Јас да ви кажам одма, ова е 6 милиона евра. Радовиш ги нема тие пари. Значи, не зборувам за базенти, не зборувам за трим патеки, не зборувам за паркови. Зборувам за нешто што е сериозно потреба на градот. Не дај Боже да се случи поплава. Кој ќе одговара? Кој ќе сноси одговорност? Кој ќе излезе пред нас и ќе зборува дека ова сме можеле да го решиме? Каде ќе е тогаш нашата морална, после политичка одговорност за решавање на проблемите? Со ваков пристап и со вакво, ајде да не употребам лош збор, незалагање за Радовиш, тешко дека некогаш било когаш со вакви околности, со ваква влада ќе донесеме и 1 денар во Радовиш. Наместо да се заложиме, да донесеме пари во Радовиш, да го решиме проблемот, дај Боже и секаде да се решат проблемите, и во Кавадарци, и во Охрид, и во Струга, и во Тетово, тогаш ќе сме направиле нешто добро. А зашто го велам ова? Затоа што реално во државата немаме капитални инвестиции. Значи, планираните пари за капитални инвестиции стојат. Со амандманот стрикно ги наведуваме онома каде што има проект, каде што можеме конкретно да направиме нешто добро и за државата и за Радовиш. Во однос на пошумувањата, во однос на решавањето на проблемот, најмалку е битно кој колку знае или што знае или како треба да се реши. Проблемот се решава, се прави проектот го прават стручњаци, се прават изведбени планови, се постапува по истите, меѓутоа за тоа да се направи требат пари. Без пари едноставно ништо не можеме повеќе од тоа, само да констатираме дека нешто треба. Се надевам дека вашата дискусија нема да влијае на гласањето, дека сепак колегите од Социјалдемократскиот сојуз ќе смогнат цели во интерес на Радовиш да го изгласаме амандманот. Благодарам.